Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Советот на општина Кочани ја одржа последната седница за оваа година. На дневниот ред се најдоа само 4 точки, меѓу кои доминантни беа предлог буџетот за 2015 година и предлогот за негово извршување. И за наредната година буџетот на општина Кочани ќе има општ посебен и развоен дел. Во општиот се прикажани глобалните проекции на приходите и одобрените средства, вклучувајќи го и планираниот дефицит, што методолошки се разликува од приказот на билансите на приходи и расходи. Посебниот дел ги прикажува пак одобрените средства за буџетските корисници, односно институциите што се во надлежност на локалната самоуправа. Развојниот дел го внесува финансирањето на програмите за развој. Представувањето на приходите и трошењето на парите од буџетот беше представено на седницата на Советот, на која се расправаше токму за финансискиот план за догодина. Раководителот на секторот за финансии Ирина Хаджиева рече дека вкупниот износ на приходи се планира на над 524 милиони денари. Приходите на основниот буџет се планирани на ниво од 185 милиони 870 илјади денари и во нив секако повторно доминантно место имаат даночните приходи кои се и најзначаен приход за една општина. Тие се планирани во износ од 97 милиони 260 илјади денари или зафаќаат 52% од вкупните приходи на основниот буџет. Во нив секако најголема висина имаат надоместокот за уредување на градежното земјиште, даноците на имот и сите други останати комунални такси, во кои влегува и комуналната такса за јавно осветлување. Хаджиева рече дека се планирани и други приходи во буџетот за едната година, додека на расходната страна се предвидени средства за извршување на функциите на општината, што ќе одземат 20%, додека за набавка на стоки и услуги ќе се одвојат 31% од вкупните расходи. Ки има нешто помали трошења и за други намени, но таа го нагласи високиот износ за капитални инвестиции. За прв пат капиталното инвестирање ќе изнесува 44% од основниот буџет, што представува навистина доста висок процент или ќе изнесува 81 милион 250 илјади денари. Ако на ова го додадеме и кредитот од Светска банка, бидејќи тој секако ќе се враќа од основниот буџет, тогаш за 2015 година, значи максимален износ на капитално инвестирање ќе имаме од 79%. Хаджиева рече дека номиналниот износ на парите што ќе се вложат во капитални инвестиции е рекорден и ќе изнесува 147 милиони 230 илјади денари. Разгледувањето на буџетот за догодина повторно беше жешка тема на седницата на Советот. Според советниците од опозицијата, тој нема да обезбеди развој на општината. Со ваков буџет на општината едната година нема да има развој, туку Кочани ќе остане слепо црево во регионот и државата, оценија советниците од опозицијата на седницата на Советот, на која се разгледуваше предложениот финансиски план за 2015-та. Освен тоа, тие имаа забелешки што општинската администрација и градоначалникот при изготвувањето на буџетските ставки не зеле предвид ниту еден предлог на опозицијата за решавање на одредени комунални и други прашања, што се од интерес за граѓаните. Морам на жалост да кажам дека нема слух од страна на градоначалникот и на општинската администрација за прифаќање на нашите предлози. И уште повеќе ме погодува тоа што дел од нив се исмејани, а морам да потенцирам дека предлозите пред се доаѓаат од граѓаните, бидејќи ние сме гласници на граѓаните и нивните потреби мораме да ги соопштиме дали преку говорницата или на некој друг начин, и истите сакаме да бидат имплементирани во буџетот. Ако градоначалникот смета дека е поважно да стави рампа на Пониква, а не да се проектира мост во општина Кочани, ние сметаме дека тоа не е така, дека не е во ред и ние имаме предлог и видување да го искажеме и да го пренесеме од граѓаните. Да не бидеме сватени одма погрешно те или опозиција и само одат контра нешто. Значи нешто кога гледаме не ни се допаѓа, мислиме дека има подобро решение, даваме одма идеја за тоа и ви укажуваме дека тоа не е добро и би требало вие да размислите за тоа, ако не да го прифатите, нели, барем да размислите. Ова вака што го правите како што се поставени работите, се вика авторитарно владење. Значи само вие си размислувате како сакате, така ви изгласат.
Нема потреба ни материјали да праќате. Минатата седница имавме расправа за буџетот, госпоѓо Хаджиева. И вие сте заборавиле дека бевме на семинар за усвојување на буџетот. Па таму добро не обучивте и сега можеме да видиме работи што порано и не ги гледавме. Советниците од опозицијата рекоа дека не наоѓаат забелешки за капиталните инвестиции што се планирани во буџетот, но дека многу проблеми што ги наметнале граѓаните ќе останат нерешени. Јас се согласувам дека капиталните инвестиции што ги споменавте не се за оспорување. Меѓутоа ќе градиме пат на кој што ќе се сликаме, ќе го пуштиме во промет, меѓутоа ќе го плаќаат нашите деца. Кредитите се такви. Меѓутоа за поздравување е да се направат сепак улиците, тоа е еден начин да се направи така. Меѓутоа Кочани заслужува да има и парк, да има и некои нови објекти. Тука никаде не стои тоа, а тоа се сепак потребите на граѓаните. Тоа е ако некој бара да му купиме нешто, како на пример некој бара кујна, а ние му купиме дневна соба, затоа што ние сметаме дека тоа треба да биде така. Спротивно од ставовите на опозицијските советници, свој став како одговор даде советникот Костадин Галачев. Ја би рекол дека се удар на концепции, иако се сомневам дека вие имате концепција. Затоа што ако имате концепција, треба да имате претходна програма. Вие немате програма. Еве, молам сега, ако немате програма, излегувате со дадени конкретни предлози. Како да се усвојат вашите предлози кога треба да се усисат сите пари, да се фрлат сите проекти што се засновани на основа на проект на градоначалникот и на цела опозиција, односно цела власт, локална, се разбира. Значи, буџетот треба да го елиминираме и да се стават вашите програми. За многу работи за кои што велите дека не сме во право. Дали вие до сега имате дискутирано за проблемот со кучињата скитници? Дали сте задоволни од програмата која што има донесено за проблемот со кучињата скитници? Дали сте задоволни од сумата која што е ставена за идниот буџет? Во делот на кучиња скитници, кажете ми, колега, што рековте вие, на кој начин да се реши? Да се зголемат. Па што ако се зголемат? Па нема да биде решено. Кој ќе работи за такви пари? Па ја имам сосема друго мислење што не е за јавност. Ја би ги истепал сите. Сите диви кучиња, сите го мислиме тоа, само не го кажуваме. Истепе тамо и ај со здрави, решен проблем. Ама ќе имаме проблем со законот. Меѓусебните забелешки на советниците ги прекина советникот Владко Трајанов, кој во дискусијата рече дека буџетот е едно од најважните прашања што ги разгледува Советот. Ајде да видиме што сега предвидува буџетот за 2015 и успехот на градоначалникот. 1 милион евра кредит, а успеал да обезбеди само 2 милиона и 700 хиляди денари од норвешка влада кофинансирање за некој проект. Или неполни 50.000 евра, или 2 до 3 лични годишни приходи или плати на некој службеник од општината. Ни беше сервирано дека за тие милион евра граѓаните ги си купат 3,5 до 4 км асфалт. И замислите, тој асфалт е само со 2 димензии. Должина и ширина, никако дебелина. Сакате да бидете искрен, колега Галачев, ајде да бидеме искрени до крај. Еве ве поканувам во Грдовци после оваа седница, последната така наречена улица и така наречено асфалтирање, нема повеќе дебелина од 2 сантими. Сега ние како опозиција до кој да се обратиме и да кажеме дека не е во ред работата. Или треба да бидеме дрски и вулгарни да кажеме дека некој ги краде парите. Кој ги краде парите? На крајот од дискусиите, предлог буџетот за наредната година беше ставен на усвојување. Со 11 гласови за, тој ја доби поддршката, заедно со предлогот за негово извршување. Владата не се премислила дали наместо експресен ќе гради крака од автопат на делницата меѓу Штип и Кочани, затоа што досега ни немала донесена одлука за тоа. Од јавното предпријатие за државни патишта рекоа дека дури пред 2 дена било предложено до Министерството за транспорт и врски да се гради нова траса до Кочани, што официјално е прифатено. Од јавното предпријатие за државни патишта на Македонија велат дека немало никакво предумислување во владата дали од Штип до Кочани ќе се надградува постојниот пат во експресен или пак ќе се гради нова делница на друга локација.
Едноставно, досега немало каква било цврста одлука, туку се уште се правеле анализи за што биле ангажирани јавното претпријатие за државни патишта, заедно со проектантите и ревидентите на проектите, односно изготвувачот на проектната задача, градежниот факултет од Скопје. Според Љупчо Ѓоргиевски, директор на јавното претпријатие, цело време во игра биле двете можни опции, односно проширување на постојниот пат во брза магистрала со максимална брзина до 100 км на час и изградба на нов крак на локацијата каде што било трасирано во иднина да се развива како автопат. Вчера беше донесена одлука во Министерството за транспорт и врски и веќе во присуство беа повикани градоначалниците на трите општини кои гравитираат, значи градоначалникот на освен на Кочани, градоначалникот на Штип, градоначалникот на Облешево, Чешиново, Облешево, така да беа информирани градоначалниците за нашиот став дека се работи на реализација, тоест на проектирање кој што треба потоа во наредната година и да се реализира во градба на нова траса која ќе почне со завршувањето на автопатската делница од Скопје, поточно од Миладиновци до Штип, кај Три чешми, местото викано Три чешми, и да продолжи со нова брза магистрала до Кочани. Станува збор и со така би демонтирал дека овдека до 120 км, значи брзините дозволени ќе бидат проектирани бидејќи ќе има широчина на патот некаде околу нешто повеќе од 11 метри со ленти за станување или претекнување, дека проектираната брзина ќе биде до 100 км наместо 120 како што беше спомнато на вашата телевизија. Според Ѓоргиевски, без оглед што реализацијата на овој магистрален пат по нова траса е нешто поскапа, сепак ќе се оди со проектирање, а во текот на наредната година и со почеток на градба на оваа делница. Ќе има сосема нова траса која почнува од Три чешми, ќе има крак кој што ќе води према Пробиштип со Клучка и се завршува во Кочани. Значи не ќе биде испресечен патот, ако одевме со проширувањето на стариот пат, имаше доста клучки кои што треба да влегуваат во населените места. И секако ќе требаше да се реконструира целото наводнување и одводнување на оризовите полиња кои што гравитираат кон постојниот патен правец. Затоа решивме и кога ги ставивме финансиските показатели, без оглед што малце е поскапа реализацијата на нов пат, како што кажавме, ќе одиме со тоа. Директорот на јавното претпријатие за државни патишта нагласува дека одлуката да се гради автопатски крак на нова траса е донесена врз претходно направени анализи и како тоа ќе влијае на потребата од финансиски средства за проширување на постојниот пат или за градба на новиот, вклучувајќи ги сите позитивни и негативни страни и на едниот и на другиот предлог. Инаку, најавата оти ќе се гради ново поврзување на Кочани со автопатот до Штип, во четвртокот ја соопшти градоначалникот Димитровски на предновогодишната средба со представниците од бизнис секторот од Кочани. Учениците од пониските оделенија во основните училишта во Кочани добија новогодишни пакетчиња. Ги обезбедија предпријатијата од општината, а дел од нив на учениците им поделија градоначалникот и председателот на Советот. Мала свеченост и рецитал исполнет со новогодишни песни приредија учениците од најмала возраст во основните училишта Свети Кирил и Методи и Раде Кратовче од Кочани, како благодарност за пакетчињата што ги добија во пресрет на новата година. Градоначалникот Димитровски и председателот на Советот Димитров дојдоа лично на дел од нив да им ги поделат и да им посакаат здравје, среќа и успех во школувањето. Таквата практика станува традиција и секоја година се реализира во основните училишта во општината, благодарение на стопанскиот сектор, рече градоначалникот. Се вклучивме во доделување, веќе 6-та година поред на новогодишни пакетчиња на нашите најмлади ученици. Сакам во оваа прилика да ја истакнем уште еднаш благодарноста од соработката со нашите стопанственици, заради тоа што комплетните пакетчиња се обезбедени од страна на нашите стопански соработници, односно од предпријатијата од општината Кочани. Ја користам оваа прилика да на сите наши најмлади ученици и ја честитам новата година, да им посакам многу здравје, да им посакам успех и во животот, и во учењето, и да така расположени ја дочекаат новата 2015 година. На дружењето не изостана и присуството на Дедо Мраз, кој исто така делеше од пакетчињата. Во акцијата за собирање на артиклите за нив учествуваа повеќе предпријатија од општината, при што секој даде свој удел според можностите. Евана и Црвен крст со подароци за децата од социјално ранливи семејства. Годинава беа распределени кај ученици во населените места Бања, Зрновци и Теранци.
Насмевки на децата кои доаѓаат од социјално ранливи семејства изнудија новогодишните подароци. Донација се на Ева на Македонија, која оваа хуманитарна новогодишна акција ја реализира во соработка со Црвениот крст, во конкретниот случај Кочанскиот огранок на организацијата. Училишни ранци и чоколада подели Дедо Мраз, кога учениците во сите населени места предвидени со агендата го пречекаа со новогодишна песна. Ева на Македонија, како и секоја година, во соработка со Црвениот крст на Македонија организира пакетчиња за социјално ранливите категории. Значи, ова акција во тек последните 3-4 години. Организацијата е преку Црвениот крст, донацијата е од страна на Ева на Македонија. Можеме да кажеме дека соработката е извонредна и дека ги имате одберено точно, значи, категориите на младите за да бидат обезбедени и да бидат за новогодишните празници колку што може посрекни и повесели. Како секоја година, така и ова, донациите од ЕВН се новогодишни пакетчиња за децата од ранливата категорија. Црвен крст се потруди тие пакетчиња да стасат во правите раци, да ги добијат децата кои навистина им требаат. Оваа година ние се одлучивме тие пакетчиња да дојдат во раците на децата од ранливите категории кои учат во училиштата во село Зрновци, село Бања и село Теранци. И мислиме дека е една добра активност, ќе продолжиме со соработката со ЕВН. Среќни празници на сите и среќна нова година! Хо-хо-хо! Хуманитарни настани во последните денови од старата година. Традиционално новогодишно пазарче во организација на јазичниот центар Амичи. Традиционално новогодишно пазарче организираше јазичниот центар Амичи и едукативниот детски центар Амичи Kids пресрет на новогодишните и божикни празници. Ова е трета година поред како се организира овој настан кој има хумана димензија. Најпрви објавуваме конкурс на кој учествуваат нашите ученици и ги пријавуваат нивните творби, односно дома изработуваат рачни изработки на тема Нова година и Божик. Откако го затвараме конкурсот, откако ги собираме сите творби кои се пријавени на нашиот конкурс, го отвараме нашето новогодишно хуманитарно пазарче и овде ги изложуваме сите творби на учениците. Творбите се продаваат по символични цени. Средствата од продажбата се наменети за хуманитарни цели, односно некому кому му е потребна хуманитарна помош во моментов, велат од Амичи. Веќе трета година, како што реков, традиционално дел од средствата ги наменуваме за купување на играчки за дечињата кои моментално се наоѓаат на детското оделение во Кочани. Инаку морам еве и јавно да им се заблагодарам на нашите ученици и на нивните родители, кои се најголеми посетители на нашето новогодишно пазарче и секогаш несебично даруваат и донираат за да успешно го организираме овој настан. Меѓу творбите од овогодишниот конкурс има исклучително оригинални и креативни изработки, производ на детската фантазија. Најдобрите творби беа и наградени од страна на менаџментот на јазичниот центар Амичи и едукативниот детски центар Амичи Kids. Младинската организација од Средното општинско училиште Љупчо Сантов го организираше надпреварот во кошарка меѓу професорите и учениците. Иако победија учениците, сепак организаторите рекоа дека поголемо е задоволството од дружењето и можноста да им се помогне на нивните социјално загрозени соученици. По седми пат учениците и професорите од Средното општинско училиште Љупчо Сантов ги одмерија силите во кошарка, како дел од хуманитарно-спортската манифестација чиј носител е младинската организација од училиштето. Иако резултатот од надпреварот не беше во прв план, сепак се покажа дека учениците и овој пат ги преслушаа своите професори и постигнаа победа со малак кош разлика. И овој пат традицијата продолжи, а тоа покажува дека учениците по седми пат доминираа на теренот, односно ги победија професорите со резултат 78 спрема 72. Едно пријатно искуство ни представува ова, бидејќи освен на часовите, еве вака силите ги одмеруваат и на теренот, позитивно нешто за дружба помеѓу учениците и професорите. Задоволни сме од сето тоа како помина ревијалниот надпревар. Над 500 продадени влезници имавме за истиот. Истиот беше збогатен со музички точки, со драмската секција и училишниот бенд.
Коцев упати благодарност до сите кои помогнале да се организира ревијалниот надпревар, односно до раководството на училиштето и професорите. Традицијата на вакви надпревари ќе продолжи и во иднина, рече тој, за да има поголема дружба меѓу учениците и професорите не само во училниците, туку и надвор од нив. Собраните средства од надпреварот ќе бидат наменети за помош на соучениците со послаб финансиски статус, како и дел за реновирање на училишната зграда. Спој на различни генерации, песни и обичаи презентираше фолклорниот ансамбл Китка. Во Виница одржан годишниот концерт. Во сината сала на Домот на културата Тошо Арсо во Виница беше одржан годишниот концерт на фолклорниот ансамбл Китка. Продефилираа 120 фолклористи на ансамблот, кои направија спој на разни генерации, а присутните во преполната сала со задоволство уживаа во спектарот од песни, обичаи, танци, носи и инструменти, поделен во 6 блокови. Зад Китка е најуспешната година досега, вели председателот и уметнички директор Стојко Митковски. После секоја година кажуваме дека е најуспешна, а сепак сега навистина би рекла дека 2014 ни беше токму на бумот на Китка, шлакот на Китка, бидејќи веќе започнавме и нашето юбилеј 40 години од нашето успешно работење и во нареден 2015 наполнуваме 40 години и оваа година сме настапили на низа фестивали не само во Република Македонија, туку и ширум светот. И само би спомнал дека во Македонија на сите фестивали каде што настапивме ги земаме гран при наградите и во Свети Николе, и во Радовиш, и во Битола, каде што помеѓу голем број ансамбли секаде бевме победници. Не помали се успесите на Китка и на меѓународната сцена. Ансамблот беше дел од неколку големи фестивали низ Европа, каде освои значајни признанија. Настапивме на фестивали во Турција, на фестивали во Романија, на фестивали во Полска, во Хрватска, во Бугарија, во Србија и навистина горе пред самиот влез на Домот на културата, на салата за концертите, ги изложивме нашите награди кои што навистина за една година еден голем успех за нашиот фолклорен ансамбл. Задоволството од изминатата 2014 го делат и ветераните на Китка. Едно, како да кажем, расположение многу убаво. Додека можем да ќе одиме. Меѓу учесниците на годишниот концерт беа и фолклористите на кои ова им беше прв настап на јавна сцена. Интересот за негување на македонскиот фолклор и традиција и понатаму расте. Следуваат спортските информации. Поместено последното коло во втората кошаркарска лига. Заврши женската училишна лига. Последното коло од втората македонска кошаркарска лига, што требаше да се одигра в сабота, е поместено за 21 јануари 2015-та. Баскет Дино го пречекува Борец баскета, останатите двојки се Црандрим Радовиш, Тетек СТТК Михајловски, Пелистер Бест и Теп баскет Вардара Паве Слободене Шкупи. Во предпоследното коло, Баскет Дино беше поразен во Радовиш, наефикасен со 20 постигнати погодоци во кочанската екипа, беше ни помалку ни повеќе туку тренерот Сашко Лазаров, кој поради лични обврски на голем дел од кошаркарите, се регистрираше за настап на овој надпревар. Во рамки на М18 лигата пак, Баскет Дино беше подобар од истиот противник Радовиш со резултат 35:62. Останати резултати: Вардара Паве Пелистер 100:80, Михајловски Црандрим 76:64, додека надпреварите Борец баскет Шкупи и Без Тетек СТТК беа одложени. Слободен беше Те баскет, кој што води на табелата од втората македонска кошаркарска лига, пресретна последното коло со 17 бода пред Радовиш и Вардара Паве кои имаат по 15. Баскет Дино остана на последната позиција со 9 бодови. Последно коло од училишната женска кошаркарска лига. Надпреварите што требаше да се играат в четврток, поради поместувањето на распоредот, беа одиграни в петок. Никола Карев ја совлада екипата на Малина Попиванова со 25:12, додека Свети Кирил и Методи беше подобар од екипата на Раде Кратовче со 28:1. На чело од табелата заврши Никола Карев со 12 бода, пред Малина Попиванова со 8, Свети Кирил и Методи има 4, додека Раде Кратовче остана без бодови. Со тоа екипата на Никола Карев стана севкупен победник во училишната женска кошаркарска лига.
Вестите завршија, ви благодариме што бевте со нас. Останете со Канал 8. Имајте убав викенд. Довидување.